Јас знам се и јас сум најдобра. Од кога Бог го створи светот и се што е во него, и од кога луѓето паднаа во грев, и од кога Бог одлучи да го обнови светот и прати дожд и поплава, да го спаси и Ное и неговото семејство. Па тие има деца, па тие има деца, па тие има деца, па тие има деца. И после тоа пак имало луѓе на земјата. Многу луѓе. Сите зборувале на еден јазик. Можете ли да го замислите тоа? Ако цел свет да зборува само на македонски, секој може со секој да си разговара без никаков проблем. Одиш во Кина и си разговараш на македонски и кинезите те разбираат. Одиш во Шпанија и таму сите зборуваат на македонски. Така сите се разбирале, а и имале многу идеи. Еден ден, меѓу нив се јавила и идејата: наместо да градиме со камења, ајде да си направиме цигли. А после тоа се сетиле: зошто да не си изградиме еден град и една кула високо до небото? Тогаш ќе бидеме славни и главни. Тогаш сите ќе сакаат да бидат како нас. Видете, не, на вистина успеавме. Беа презадоволни со себе. А Бог гледаше и знаеше дека луѓето градат градови и кули со цигли. Цигла по цигла по цигла по цигла. Кулата била се повисока и повисока. Ѕидови, скали, ѕидови, скали. И тогаш тие рекле: видете, не, на вистина успеавме. А Бог гледаше и знаеше дека луѓето градат градови и кули со цигли. И му се допаѓаше тоа. Зашто Бог сака креативност, идеи и сака да ги види луѓето како градат и создаваат нови работи. Но знаете што не му се допаднало? Тие не ја изградиле кулата за таа да сведочи за Бог, тие ја граделе за тие да бидат главни и славни. Тие биле многу горделиви. А гордост е кога се мислиш себе си за најдобар и подобар од сите други. Бог не ја сака гордост. Знаеше дека тоа не е добро за нив. Ако се продолжија да си мислат дека тие се поважни од другите луѓе и дека се подобри, дека не им треба Бог и дека можат си да направат без Бог, тие ќе си нанесат зло на самите себе и ќе се уништат. Бог ги сакаше премногу за да го дозволи тоа. Затоа Бог ги запре со тоа што ги збуни. Еден ден, додека тие си живеа во нивниот град, си правеа цигли, си ја градеа се повисоко кулата, наеднаш тие повеќе не зборуваа на исти јазик. Pourquoi? No, Linda esta el gato. Вас? Сите почнаа да зборуваат на сосема различни јазици. Еден зборува шпански, друг зборува италијански. Aiuto, per favore. И беше многу тешко да се работи заедно. No te entiendo. Доставно не се разбираа помеѓу себе. Беше речиси и невозможно да се продолжи со градењето на таа висока кула. Престанаа да го градат градот. Престанаа да ја градат кулата. И секој си отиде по својот пат. Се населија на различни делови на земјата. Местото каде што Бог направи сите луѓе да зборуваат на различни јазици беше наречено Вавилон. Тие луѓе беа многу горделиви и мислеа дека Бог не им е потребен. А вистината е дека Бог ни е потребен на сите и тоа секогаш. Тој не создал така што ние имаме потреба од Него. Понекогаш се најдеш во ситуација да мислиш дека се знаеш и се можеш сам и дека не ти треба никој друг, дури ни Бог, тогаш тоа е гордост. Бог може да ја тргне од нас гордоста, само ако дојдеме кај Него и го замолиме. Се случило понатаму, едва и чекам да ви раскажам.